Преку практични примери, денеска во просториите на Управата за јавни приходи им се одржа обука на граѓаните со цел да се стекнат сознања за начинот на пријавување и оданочување на остварените приходи и даночните поволности. Обуката во Битола е една од вкупно 46 едукативни работни средби со граѓаните, кои ќе се реализираат и во останатите 36 општини низ Македонија. Обуките представуваат дел од акциониот план за управување со усогласеност на Управата за јавни приходи, со кој се таргетираат издавањето на подзакуп и подзакуп на движниот и недвижниот имот и има за цел зголемување на свеста и едуцираноста на даночните обврзници за нивните права и обврски, но и за намалување на преземање мерки за намалување на сивата економија, мерки насочени кон високоризичните даночни обврзници кои Управата за јавни приходи ги има детектирано за непријавување, целосно или делумно непријавување на приходите од закупнина. Обуките се спроведуваат во рамките на планот за управување со усогласеност на УЈАП со кој се таргетира издавањето под закуп на движен и недвижен имот. Приходите остварени по основ на закупнина, издавање земјиште, стамбени или деловни простории, гаражи, викендици, превозни средства и друг вид имот подлежат на оданочување на персонален данок и граѓаните треба да го пријават во Управата за јавни приходи. За непријавувањето граѓаните можат да заработат казна. Покрај поднесувањето на аконтативната даночна пријава, задолжително е до 15 март 2017 година да поднесат и годишна даночна пријава. Сите граѓани кои нема да поднесат, значи аконтативна или годишна даночна пријава, ќе се стекнат со, може да се, законот предвидува глоби за сторен прекршок од 100 до 200 евра во денарска противвредност. Денес се одржува ваква обука во Битола, утре ќе бидат спроведени вакви обуки во Охрид, во Струга, во Ресен и во Прилеп. На 18 ноември ќе биде спроведена обука во Демирхисар и на 21 ноември во Крушево. Како што појаснуваат оттаму, образецот, освен во просториите на Управата за јавни приходи, граѓаните може да го превземат и од нивната веб страна.